не би сакала да дадам еден кратък усказ, защото моите колеги предходно бяха доста изтръпни, не би сакала да се повторювам. Другата би почнала от излаганията на последната колежка съветничка и предходно студентните излагания и дала някои свои видувания. Наистина, тая сега последно кажа дека да не се споменува превоз от Одисеята за хигиена, што наистина е тажно што се споменува, затоа што тоа моите предходни колеги го кажа, да се споменуваат такви работи до 21 век е повеќе од всичко. Јас би се сложила дека биде срекни тоа да не го споменуваме, неминовен фактор, дека и тоа како да не го споменуваме, односно какви добри имат училиштата во општина Битола во денешницата. Тоа е еден од работите што сакам да ги напоменам. И ние можеме да кажем, исто една предходна слободничка кажа дека треба секој наставник да е инвентивен, да некои проекти да онесе во школите и така натаму, меѓутоа во ова време на криза и лични доходи што ги имаат следните работници, се прашувам дали може сепак низната инвентивност да биде кога нема хартија, кога будат не чупме на комисията, дека треба точно токму тоа го каже еден директор, да се сеќавам кој беше, дека да, немаат хартија ни за тестовите сами да се снаоѓат. А како тогаш да бидете инвентивни, како ќе аплицираат за проекти, кога се содруваат за најминутни нешта. Друго би сакала да напоменам, се спомена предходно исто скапи реклами. Јас и порано сум говорила, може да се повторуваме, постојано гледаме скапи реклами за здрава храна. Јас па би рекла, не мора да се плаќаат такви реклами, зашто тој проект од Министерството не е воведен во школите и завршени, като 2014 година крајот беше се ставена национална програма за здрава храна во училиштето. Јас се завршните сметки никаде не видов дека има средства, дотација, односно во завршните сметки дека имаме нели храна, односно имавме самовојно училиште Георги Суверен, колку што се сеќавам, каде што директорката да каже тоа е донација од некоја холандска нели донација. Меѓутоа, од Министерството немаме ништо такво. Исто така би рекла, наместо тие скапи реклами, сигурно ќе беше многу подобро во завршните сметки да видевме дека нешто се случува во образовниот процес во смисол да се обезбеди нормална хигиена на настава, во смисол дали е нека да ставим нов инвентар, затоа што ние сите знаеме учениците дека страдат од пореметување на кичмениот стол, токму затоа што немаат соодветни услови онаму каде што секојдневно држат часови и немаат ред други работи, а ние зборуваме за некакви, не знам, проекти кои што сакаме да ни звучат вака бомбастично. Навистина, крајно време е да престанеме да зборуваме дека нема средства за хигиена и сакала до година да биде поинаку. Навистина, жалосно е што кажа дека дедете, превлерите, као ги направили, затоа што има проблем пред една година, меѓутоа и тоа е неодложено плаќање. Значи, се е на ревес, се е неодложено плаќање. Ако до кога така, еднаш да се поставиме прашање дали има крај сето тоа и дали самите ќе признаеме докаде ни е буџетот во школите и во општина Битола. Благодарам. Благодарам, Катерина.